Дел од Македонија повторно остана без струја, по прекинот во неделата поради висок напон. Денеска Кочани, Струмица, нивната околина и Овчеполието, час и половина беа без електрична енергија. Од МЕПСО нема информации за причината за испадот, но заменик министерот за енергетика вели дека најверојатно се работи за истиот проблем како од пред 2 дена, поголемо производство, а помала потрошувачка. Може би е причина денеска во Кочани, бидејќи таму пренатрупано со фотоволтаични централи, може би е причина денеска, пошто сончев е денот, да имало испад. Високите пренапони можат да се јават од неколку аспекти. Сепак ова е инженерски пристап. Поради немање конзум, поради немање трансфер на електрична енергија и уште една работа, тоа што говоревме пред малку, зголемениот број на инсталирани фотоволтаични централи. Претходно пратеникот од Левица Амар Мециновиќ обвини дека државата нема стратегија како да се справи со застарениот енергетски систем, со децени старата електропреносна мрежа, како и со големиот број издадени лиценци за обновливи извори, чии количини нема каде да се складираат. Каде се нашите компензацијски капацитети, каде се батериите за долгорочно складирање на овој вишок на енергија. Но во целата таа какафонија, вистината е дека не ни регионот ни е крив. Значи МЕПСО сега вели дека во регионот настанал проблемот, не сакајќи да прифати дека не, нашата нестручност, недостаток на визионерство во енергетскиот сектор и робувањето на приватниот интерес на фотоволтаиците не донесе на ова каде што сме. Во новиот закон за енергетика пропишано е задолжително обновување на мрежата на МЕПСО, а ќе се знае и кои инвеститори во обновливи извори ќе можат да бараат приклучок. Законот ќе овозможи регулација на батериските системи за складирање на вишоците произведена струја. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.